Кај новиот S-Cross во техничка основа ништо не е сменето и се користат постоечките решенија со погон на предните или на сите тркала, што овозможува излети вон асфалтот. Фокусот е ставен на обновување на изгледот на каросеријата и во внатрешноста во рамки на постоечките димензии. Целосно редизајнираната наметка изгледа помодерно и аголно. Дизајнерски значително е разубавен неговиот преден дел, кој повеќе не е во изразен далекоисточен стил. Силуетата му е помускулеста, а задниот дел подигнат со што добива динамична нота. Црните пластики со кои е обрабена каросеријата ја навестуваат робусноста која му ја обезбедува механиката по потекло од поголемата витара. Во знак на електрификацијата понуден е ефикасен 48 волтен хибриден погон што му асистира на 1,4 литарскиот турбобензинец. Јапонците се надеваат дека тоа ќе им обезбеди подобар пласман на пазарот. Моќта е 129 коњи, максималниот вртежен момент е 235 Нм. Декларираните бројки за потрошувачка се ниски. S-Cross троши само 5,1 литри бензин на 100 километри. Со 6 брзинскиот автоматски менувач и погон на сите тркала, вредностите се само маргинално повисоки. Во понудата ќе бидат вклучени 3 нивоа на опременост со стандардни LED фарови, електрични прозорци, грејење на предните седишта, влез без клуч и сеопфатен пакет системи за асистенција. Од самиот почеток на продажбата пред крај на годинава ќе биде вклучена Comfort Plus верзијата со погон на сите тркала, како и панорамски покрив, седишта од синтетичка кожа и систем за навигација. Следната година гамата треба да се прошири и да вклучи високонапонски хибрид кој е опремен со автоматизиран рачен менувач. За Европа S-Cross ќе се произведува во фабриката на Сузуки во Унгарија.